Добар ден, добре вечер и добре дојдовте во уште еден нов подкаст на мојот YouTube канал. Подкаст за духовни мемуари, односно споделувам мои животни искуства, но и мои мудрости, како и денеска ќе споделиме и мудрости од Библијата, кои што на некој начин може да ви помогнат. Ќе започнам со Псалм 3. Вели: надеж со Бога против сите непријатели. Токму тоа е и темата денешна, односно ќе се задржиме на тоа колку свеста кај луѓето влијае врз нашата благосостојба во секојдневието, во целиот начин на живење и каде всушност најмногу луѓето грешат и каде ние најмногу уствари патиме во нашето општество, токму заради тие луѓе. Веле Псалм 3: Господи, колку многу се намножија противниците мои, мнозина се криваат против мене. Мнозина велат за душата моја, нема помош за него во Бога. Но Ти, Господи, си штит мој, слава моја, Ти ја подигаш главата моја. Со гласот свој викам кон Господ и тој ме слуша од својата света гора. Легнувам, спијам и станувам, зашто Господ ме чува. Не се плашам од многу илјади луѓе, што од сите страни навалиле на мене. Стани, Господи, спаси ме, Боже мој, зашто Ти ги удираш по лице сите мои непријатели и им ги здробуваш забите на грешниците. Од Господ е спасението, Твојот благослов нека биде врз народот Твој. Зашто овој псалм? Денеска решив утрово да одам да се качувам на крстот, на водно, малку да одморам глава од целата недела, која што ми беше полна со обврски и поготово сега, бидејќи книгата ми е пред издавање, имам вистина, гледам се да завршам на време и поради тоа што е пред буквално последно прегледување, сепак целата таа лектура и техничка обработка на крајот е најуморна и најоптеретувачка страна во целата оваа работа. И буквално работам од јутре до сутра на книгата за да ја завршам на време, бидејќи некако многу ми се одолговлекува овие нешта. Сакам да биде тоа пред нова година, за да можам за празниците конечно да одморам. Но денеска размислував, си велам колку некако народот, бидејќи доста искушенија се наоколу, не само кај мене, кај многу луѓе се чувствува таа енергија, поготово оние кои што се позитивни, кои што гледаат да ја задржат таа духовна нитка во себе. Знам дека имаат огромни страданија, затоа што гледајќи го денеска буквално Скопје како панорама, гледам всушност во тоа едно чопор племе се чувствува како скоро во секој дом е влезена таа зла сила, темна сила и енергија, затоа што луѓето се одадоа на таа сила, затоа што работат за неа, ја поддржуваат директно или индиректно, што со купување, што со работа кај некои материјалисти, работодавци и така натаму. Самата вклученост во системот и дали е тоа автобуски превоз, значи јавен транспорт, дали е факултет, училиште, болница или било кој друг објект и институција во општеството, на индиректен начин е подпомогната, односно помага во тоа ширење на злото, затоа што позади секоја таа институција седи жиг за некакво материјално и правење пари од народот. А кога тоа е суштината во општеството, тогаш се губи целата смисла на едноставно живење и на слободата кај човекот. Така што, сакале или не келе, директно или индиректно, многу луѓе го поддржуваат злото и тоа владее во секој дом. Всушност, кога ќе ја видиме вистинската страна зашто тоа е така, ќе разбереме многу нешта и можеби од една страна ќе не направат
да се чувствуваме не толку добро, затоа што ќе видиме реалноста во која што сме, но од друга страна па ќе бидеме свесни да можеме конечно да се заштитиме од истата. Луѓето поддржуваат, како што кажав пред малку, многу системи кои што се релативно повеќето штетни, без разлика дали се тоа корпорации, значи дали се тоа институции или овие брзи кредити, коцкарници до, како се викаат, спортски облажувалници и така натаму. Значи сето тоа е дел од една темна сила која што на некој начин го влече народот кон деградација. Значи да нема едноставен живот од вредности, туку живот кон себе упропастување, затоа што се оддалечуваме од светлината, од изворот, од Бога. Повеќето луѓе, затоа што имаат ниско ниво на свесност, најчесто создаваат илузии и се залажуваат дека тоа и тоа нешто, не знам, ќе ми го поправи животот, ќе ми донесе поубава иднина и така натаму. Како, например, не знам, некој што оди во спортска облажувалница, сега си вели со овие 50-100 денари што ќе уплатам јас ливче, се надевам дека нешто ќе фатам и ќе си го подобрам овој живот, не знаејќи дека впрочем си го дал образот на злото. Како велат народните поговорки, кога ќе му дадеш печат на ѓаволот. Буквално тоа се прави кога луѓето на некој начин преку такви институции го поддржуваат злото. Зашто е вака? Затоа што човекот е на ниско ниво на свесност. Тој не може да исперцепира дали ова добро или не е добро. Значи, ја ова го правам, мислејќи дека ќе ми донесе, да речеме, за месецов ќе ми го подобри можда животот или можда ќе имам среќа, јас баш сега да фатам ливче и да, не знам, си купам нешто што ми треба подолго време и така натаму, не знам кои се нивните желби искрено, или тоа го прават можеби само од некоја лична зависност, не очекувајќи нешто, не е важно. Што е поентата? Значи, ако што можеме да видиме, не може да ги гледаат последиците подлабоко на едно духовно ниво, дали ова мене ми штети или не. Ги гледа само заради ограничен интерес во овој момент. Не чувствува дали колективно ќе влие ова што го поддржува, што му давам јас пари. Не размислува дали ја што си ги давам овие пари ми одат во празно. Значи, гледате, има заматено чувство дека ова што го праваме правилно, не размислувам на долг рок, на широк поглед дали ова е добро или не е, туку го правам затоа што мојот инстинкт вели дека тоа ми се прави во овој момент. Значи, луѓето со ниска свесност не може да перцепираат, да речеме, глобално, колективно за добробитта на човекот, на секој човек во општеството, туку го прават тоа инстинктивно. И кога ќе го видиме тоа, кога ќе го сватиме тоа, ќе видиме дека повеќето луѓе живеат со едно ограничено ниско ниво на свесност, кое што ги тера да живеат од ден за ден вака. Ајде да земеме во една, да речеме, друга област. Еве, некоја личност има семејство, влегла во бракот катастрофа, неуспешен, се развеле или не се развеле, може би физичко, психичко насилство има, а она има 3 деца, збориме за конкретен пример жена, и мора да работи. И сега, дали она ќе размислува за колективното добро? Апсолутно нема, затоа што она влегла веќе во живиот песок на темнината, на тоа што не ги победила слабостите во својот живот, си ги истерала нештата, направила и деца, значи ги истерала нештата да влезе уште подлабоко во тињата и после ќе преживувам. И гледате, најголемиот проблем на ниската свесност е што најчесто заради собствените животни грешки и одлуки во животот, заради личната неосвестеност и вложување во себе, функционира на режим на преживување целиот живот, наместо да живее една самосвесна, смирена енергија која што ќе внимава каде оди во животот. И сега, например, оваа жена има дома 3 деца, татко им не ги ни гледа, цело време може да пие,
карикирам, измислувам некоја приказна и што да прави женава, ќе мора да се вработи, ама нема никакви компетенции, си вика, можам само да чистам. Ќе одам да чистам негде и ќе влезе, пример во казино, ќе чисти. И на некој начин казиното го одржува да функционира според прописи и правила во општеството и на тој начин оваа жена, велиме, го поддржува на некој начин тоа казино. Или ако ги земеме тие внатре што работат како рецепционерки, истата приказна да ја земеме во некоја нивна различна ситуација и они си имаат своји причини зошто се вработиле таму, ама гледате, никој во колективот не гледа како му е на другиот, дали вечерва јас на мојата смена ќе бидам сведок на 10 животи кои што си ќе бидат уништени, ќе си ги дадат парите во залудност. Значи се гледа, како кажавме, само моментално, значи на режим на преживување од ден за ден само за себе. Понатаму, кога ќе ги земеме овие аспекти во една целина, што можеме да заклучиме? Дека луѓето со ниско ниво на свесност не ги гледаат последиците подлабоко од својот личен интерес. И тоа кај нив создава неизбежна карма, судбини кои што ќе ги влечат да бидат во едни многу тешки околности во текот на животот и потоа ќе се жалат на државата, ќе се жалат на, не знам, на некои министерства таму, ќе се жалат на тоа каде живеат, а не гледаат дека они всушност со своите дела некаде поддржуваат некое зло, кое што таа поддршка прави да се шири таа енергија да владее во општеството и на тој начин нивниот живот и колективниот живот да оди кон се поголемо страдање, затоа што ние сме, знаете како, што ќе дадам, тоа ќе ми се врати. Значи, баш за ова пишував пред некој ден, еве баш ќе го прочитам делот, само секунда. Вели, не постои во правилата на космосот и животот нешто такво како случајност. Напротив, како ќе клекнеме, така ќе станеме. Каде ќе свртиме со воланот, таму и ќе движиме со возилото. Но бидејќи луѓето заборавија што велеше Исус во Евангелијата на Светото Писмо, затоа и се гледаат како производ на случајноста. Во Јован 5:14, човекот кој бил исцелен кај бањата Витезда, по чудото Исус подосна го сретнал и му рекол: "Ете, оздраве, од сега не греши повеќе за да не те снајде нешто полошо." Кармата, односно отплатата или прочистувањето на гревовите кои што најчесто доаѓаат од овој тип, значи гревот е, јас го поддржувам, злото, темнината во општеството кое што на некој начин носи директно или индиректно страдање врз другите луѓе. Го поддржувам за да живее во општеството. И мене тоа ме кармички ме оптеретува и еден ден ми се враќа. После ќе видиме ситуации каде што луѓе не можат да излезат од одредени околности и се жалат заради ова или онаа ситуација, всушност судбината ги притиска да ја отплаќаат кармата. Како што овој колективен македонски народ отплаќа долги години колективна карма заради ниската неосвестеност на грото луѓе. Значи не се води сметка за ништо. Затоа и тонеме како држава. Кармата представува наше духовно огледало, што сме посееле, каков бил односот кон себе и кон другите луѓе, што шириме и пренесуваме во околината, тоа не се враќа во животот според космичките принципи и закони на Бога, бидејќи само Бог е математички праведен, а не случајно така гласи и библиската мудрост, не лажете се, Бог не може да биде измамен, зашто што човек ќе посее, тоа и ќе жнее. Зашто волкава мотивација имам за ова да го зборувам? Еве денеска така и го почнав подкастот, бев на водно, се враќам дома и некако подолго време се случува да веќе знаете мојата приватна ситуација, имам 2 сестри, значи сестри кои што, ако можам да ги наречам сестри, кои што ме стрпаа во психијатриска болница заедно со мојата мајка и после се што ми направија во животот. Еве јас сум во таква ситуација да морам да бидам сега кај татко ми, да престојувам во домот со мојата мајка, но после се што ми направија во животот, после тие 10 дена
преживување во таа болница, во тој хорор, здрав прав да те става таму, да не можеш воздух да земеш секој ден, да плачеш пред огледало во веце за таа болка која што преживеа, и после се да се прават како ништо да не се случило и да си доаѓаат, значи внуците, дечињата да си ги носат тука во еден гс место, би рекла, простор, каде што не можеш да буквално да прднеш, а не па да се собереш. Мислам, ајде да си некоја сложна фамилија во која што се е мирно и хармонично, па да. А дури би рекла, ајде да е окей сето тоа, да бевме у некои добри односи, ама пошто ситуацијата не е таква, нештата се прават како ништо да не се случило, и кога ќе им текне на нив, ќе си дојдат, децата ќе си ги остаат или они ќе си дојдат, значи како јас тука да не сум присутна, да не постојам во мојот живот, во овој живот, односно тука, и буквално ги заболе таквото, со извинение, значи дали јас имам денеска што да јадам во мојата соба, или имам некои мои обврски или немам. Значи тоа нив не ги интересира, туку они си го фураат, они си излегле во мол, негде си шетале, си шопингувале, ќе си дојдам јас за викенд, ќе си го пополнам времето и не е важно. Заради таа неосвестеност која што владее кај грото луѓе во македонскиот народ, затоа и судбините и казните доаѓаат на долг рок, каде што заради тоа што јас не мислам на другиот, затоа и ќе ми се случуваат животни околности во кои што другиот нема да мисли за мене. И тоа е принципот на целата карма и на целите гревови кои што се прават во животот на многу луѓе, значи во Македонија, и потоа другиот ни е крив. Зашто е ова вака? Затоа што го избираат најлесниот пат во животот. Не мислам на другиот, ме интересира мене како ми одговара. Гледате, не може да направи разлика помеѓу она што е добро, свесно, човечно, морално, етично, пријателски, на крај крајва човечно, и со она што не е добро. Односно, дали јас правам некому штета, дали сум непромислен, дали сум неосвестен за другиот, значи дали ова го повредува другиот, дали ова правилно. Значи не се работи тука за нешто кое што е, да речеме, што се прогледува низ прсти. Реално ова е сега, пазете, ако еве го земам мојот конкретен пример со моите сестри, значи сега они си имаат маж дома, фамилија, деца, си имаат дом. На крај крајава, може, бидејќи е ваква ситуацијата, може мајка ми да оди во нивниот дом и така имаат веќе свој дом, они нека си шетаат, нека си прават што сакаат. Се е тоа окей, ама сега кога е ваква ситуацијата, не можеш да правиш што сакаш. Сега треба јас присилно да се омажам само за да татковиот дом остане, нели, слободен за сите. Сам ја разбирам дека они се деца на мои сестри, деца на мајка ми, на татко ми. Ама не можеш едноставно да се однесуваш толку себично, несовесно за другиот. Ама не, знаете што е проблемот? Гледате сега свеста кај човекот. Имам ограничена свесност, правам мене како што ми одговара. Сега јас сум себичната што можеби барам да не доаѓаат, а они се несебични што доаѓаат кога сакаат. Во се ова може да се најде договор и компромис, верувајте ми. Да се праша човек дали е слободен, да се направи некој договор. Значи, дали можеме овој викенд, дали си слободна. Значи, тука не постои нешто такво. Тука се оди мене како што ми одговара, така ќе си го фурам филмот. Се додека на овој начин се пристапува во меѓучовечките односи, имаме проблем. Значи, имаме проблем кој што вели ова неизбежно еден ден ќе те доведе кон слична ситуација во која што ти нема да можеш да имаш избор. Гледаш, другиот го притискаш на работ да страда, да не се чувствува добро во својот дом, да едноставно се чувствува како да е заробен, да нема каде да оди. Од друга страна, го притискаш човек да едноставно направи конфликтна ситуација. Меѓутоа, тоа би било целта на самото зло.
Зашто го велам ова? Затоа што кај ваквите неосвестени индивидуи најмногу доминира злото. Они работат за зло, поддржуваат зло на некаков директен или индиректен начин и злото ги води да мене ми искушуваат во оваа ситуација, кај некој друг е за неговата животна ситуација. Значи, на овој начин функционира злото. Ке ти искушува, ке те притиска, за да паднеш во грев, за да дојдеш до тој конфликт, за да дојдеш до таа караница, за да можеш да се бориш за своите права или да се докажуваш пред нив, или ама се е тоа залудно. Верувајте ми, се е тоа залудно со ваквите неосвестени индивидуи. Зашто? Затоа што кога се работи за ниска свесност, ако јас ја имам другата страна на свеста, повисоката свесност за овие нешта, оние немаат. Која би ми била мене целта и успехот во целиот тој процес да јас се убедувам со некого кој што има пониско ниво на свесност од моето? Јас само одам во заблуда, сум се поврзала директно со линкот на темнината, значи ако они се наклонети на темни сили, а се наклонети што ми имаат таа ниско ниво на свесност, автоматски се одадени на темнината, несвесно го поддржуваат. Тоа не значи дека се лоши луѓе, они може те сакаат и се добронамерни, ама како ме сакаш? Како го сакаш другиот ако му наштетуваш на некој начин, не го почитуваш? Сакањето, и тоа и во книгата го пишувам, значи сакањето тесно се врзува и се граничи со почитта. Љубовта без почит не е љубов, тоа е некоја зависност или илузија. Значи, ако те почитувам, тогаш јас те сакам. Ако велам дека те сакам, а при тоа ме заболе за тебе, тогаш си во заблуда. Тогаш тоа не е љубов, тоа е веќе некоја си, значи, збориме за некој вид на патологија, значи, илузии кај луѓето. Така што, овие нешта сакав да ги споделам, за да сватите, преку мој животен пример, како луѓето преку ниското ниво на свесност всушност го прават ова општество да биде темно. Не мислам за никој друг, не мислам само за мене. Меѓутоа, ако ги земеме колективно, глобално нештата, како изгледаат, верувајте ми, ова насекаде е вака. Баш пред некој ден гледав во Хонг Конг, нели, пожарот како се случи кај зградите. И мене не ми се веруваше, јас случајно отворив на интернет на TikTok и гледам видео и као нешто ми се отвори видео како се вика, као mini boxes living, значи нешто као home boxes, нешто така беше името. Викам, што е ова, као нешто, ајде да видам, или така го отворив. И кога гледам луѓето во Хонг Конг, значи градот, згради огромни и внатре живеат по не знам колку илјади жители во буквално метар на метар. Во една, да речеме, еден 100 квадратен стан, буквално на метар, заградени како лудило, отворете сами, значи како мали боксови, буквално како во затвор, метар на 2 метри, само за да можеш да легнеш. Cage homes, така се викаат. И само со прегради, метални или дрвени, и така луѓето, 40-50 луѓе во едно веце и во една кујна живеат. И полно тие зградите кои што ги видовме, кои што горе, најверојатно и нешто слично такво е. Мислам, јас се запрепастив. Ја дури викам, леле, Господе, јас сум тука среќна каде што живеам. Мислам, ние треба бидеме благодарни. Замислете 40 луѓе во еден простор, буквално да имаш само да се свртиш, ништо да не можеш друго да направиш. И така живеат луѓе со години, значи одат работат. И замислете, не само тоа, туку плаќаат кири по 200-300 евра за таков еден кафес. Значи, сите твои работи можеш да ги вметнеш буквално во 2 метар на метар. Значи, немаш приватност, немаш мир, немаш апсолутно ништо што ти е како да кажам, тишина, чист воздух
хигиена на ниско ниво, бубаш ваби, инсекти, што не, и да плаќаш уште кирија за тоа. И кога ќе видиш реално, а таму, значи, луксус, градот кој ќе го отвориш, направен, елита. Ама народот у сиромаштија живее. Па истото вие и тука, еве вие елитата се вгнездува во секој дел од центарот. Се прават еве овие урбани и некои модерни згради и луѓето плаќаат по ненормални, нереални цени за нив, како за кирија, така и за квадрат. И грото народ, обичниот народ живее сиромаштија. Ете ти го истото, само во друга форма. И кој го поддржува тоа? Па еве до мене зградата, што кажував во минатиот подкаст, што ја направија тука 2000 евра квадрат. Па кој ги купува овие? Еве живеат, се населија во зградава. Значи, има луѓе кои што го поддржуваат тоа. Како и се друго во општеството што поддржуваат. И целата суштина на нашиот живот, колективно и индивидуално, е будењето на свеста. Затоа ги правам сите видеа и кога сме веќе кај тоа, еве апелирам до сите луѓе кои што се нови, кои што ме следат или стари, да не ми се лутат. Понекогаш правам видеа кои што се многу дрски, многу искрени, многу веројатно мавам во его кај многу луѓе, поготово нивните професии кои што ги работат. Знам некогаш да бидам и многу силна на јазик. И тоа знае некого да повреди, често кога ќе направам некој такво видео, одма следат unfollows, некој му смета, едноставно некој не ќе да ја чуе вистината. Ама како што правам за фризери, како што правам за не знам, естетска убавина, како што правам за детска индустрија или некој што прави услуги со родендени, така ќе правам и за видеа и за поскапувањето на цените во електричната енергија, и за зградите, и за не знам, коцкарниците правев. Значи ќе правам за теми кои што и на нив ќе им одат во прилог еден ден да ја чујат вистината, каде што плаќаат суми кои што не се реални. Ама сега се слепи и на себе си, на своите дела, како што го зборував целиот овој подкаст, сега си слеп на своите, како вели Библијата, сега не ја видиш својата гредата во своето око, не можеш да едноставно ја гледаш гредата на другите луѓе, да ги осудуваш другите и да нели напаѓаш и слично. Зашто е тоа така? Затоа што, за да се смени општеството и се оно што постои во него, мора прво ние да се промениме. Целиот проблем, верувајте ми, целиот проблем на општеството, на човештвото е тоа. Се лутиме за нечист воздух, се лутиме зашто толку згради наводно, се лутиме зашто загаден воздух, се лутиме за сообраќај, за поскапувања на струја, за храна и така натаму, а не гледаме ние што правиме. Затоа што не сме свесни. Ете, тоа е целиот проблем. Кога ќе ја подигнеме ние свесноста, ние да бидеме еднакви, ние да дадеме нешто еднакво пред другите луѓе и да го направиме пред себе животот добар и пред Бога, како што треба, богоугоден, се дотогаш не може да ни се пишува ништо добро. Ако ќе го постигнеме тој степен, тоа ниво на свесност, да бидам човечен, да дадам нешто што ќе биде еднакво за другите луѓе, што ќе придонесе, што ќе биде квалитетно, добро, човечно, срдечно, кротко, а не да одам во себичност, бидејќи тоа е нели целиот проблем. Се до тогаш нештата нема да одат во правец на добар пат. Нештата ќе одат буквално се полошо и полошо. Нема да видиме ни сонце, нема да видиме ни лето, ни летување, ни зимување. Ништо нема да видиме. Планетата Земја ни враќа и ќе враќа, верувајте ми, ова не е ништо, доаѓаат уште поголеми страдања, затоа што луѓето не се будат. Гледате, упорно си се неосвестени за злото, си го фураат овој скап живот, си ја фураат оваа мода и после кога ќе дојде некое големо страдање, па тоа не е наша работа, ама кога ќе дојде нивната
казна, кога ќе дојде болеста, страдањето, тоа што викав на почетокот, судбината, која што ќе те притисне да си го платиш гревот, тогаш ќе бараш помош од сограѓаните, ќе бараш помош од државата или тогаш ќе труеш или ќе окривуваш државата зашто немало на онкологија ова, зашто ова било, зашто она било, не сваќајќи дека тоа тебе ти е кармата. Тоа ти е судбината. Ако не кеш таква судбина, тогаш ќе мораш да си се промениш и да си ја подигнеш свеста. Се до тогаш многу тешко, верувајте ми, многу тешко. Во Исаија, во делот 58, глава 58, вели: раздели го лепот свој со гладните и бездомните сиромаси и закрили ги во домот свој. Ако видиш гол, облечи го. Тогаш твојата светлина ќе светне како зора и твоето здравје наскоро ќе процути, твојата правда ќе тргне пред тебе и славата Господова ќе те придружува. Кога ќе ја поделиш со гладниот храната своја и ќе нахраниш душата на страдалникот, тогаш твојата светлина ќе изгрее во темнината и мракот твој ќе биде како пладне. И Господ ќе ти биде водач и во време на суша ќе те насушува, ќе те наситува, а душата твоја ќе ги крепи коските твои. Ти ќе бидеш како градина напоена со вода и како извор чии води никогаш не пресушуваат. Еве што ни кажува ова, дека целата суштина во животот е еднаквоста, солидарноста, да можеме да знаеме дека секој човек во општеството колку толку има денеска што да јаде, леп на масата има. Па дури и да нема, па дури и да дојде да не чукне на врата, да бидеме спремни да му дадеме. Значи, еве сега горе, кога чекав автобусот за да се спуштам, имаше 3 мачиња. И јас јадев нешто во рака и дојдоа 3 мртви, гладни. А тука има трафика. Таа трафика, па не знам колку пари преку викенд прави, преку недела. Значи, тоа дуплирани се цените заради странците, веројатно. Ја знаете таа трафика пред жичарата што е. Добро, викам, да не им текне човече да ги нахранат. Значи, гладни, мртви, гладни. Јадеа од тоа, имав некои како соленки им дадов. Ги јадеа соленките од што беа гладни. Никој едноставно не се замара. Не се замара дали животново е гладно или не. Гледате колкаво ниво на свесност значи има до тој степен да едноставно живеам само за да работам, само за себе, само за мојот стомак денеска да го задоволам. А тоа што правам пари надвор од реалноста, значи таму ако отидете една вода е 60 денари. Чипс еден да се земе, тоа 150 денари уствари беше. Тоа е перење пари и мозоци. И сега, ајде, окей, прај го тоа. Прај го. Ама човече да направи нешто, донеси, купи една како се вели вреќа со храна, нахрани ги и така си таму тие животинки. На милост и немилост, поготово сега на ова ладно. Ма не се води сметка апсолутно за ништо. Зашто? Затоа што свеста е на ниско ниво и страдања ќе доаѓаат токму заради тоа. Страдањата доаѓаат токму заради тоа. Затоа за секој добар човек кој што има свесност и кој што сака да се промени, тоа е најважно да се промениш, мораш да работиш на себе, на таа морална одговорност. Тоа најмногу може да ви помогне Библијата. Верувајте ми, Библијата е најмокна книга според мене до сега, од сите книги што сум ги прочитала во животот. Тоа е најмокна книга која што може буквално сршта на душата да ти ја трансформира. Да ти мамне такви шамари, да те однесе во многу краишта на своето душевно постоење, да отплатиш многу гревови преку неа и еден ден да застанеш на вистински пат. Втора работа, мора да се одврземе од тоа помагање на било какви материјалисти, затоа што таму ги правиме најголемите гревови. И на крај тој кармички данок да го чистиме
со подигнувањето на свеста. Ете, тоа е тоа од мене за овој подкаст и за крај, како наравочение на се ова, ви читам од Изреки 4. Правери ја патеката на нозете свој и сите патишта твои нека бидат цврсти. Не скршнувај ни десно ни лево, оддалечи ја ногата твоја од зло. Не оди на пат безбожнички и не оди по патот на лоши луѓе. Остави го, не оди по него, отстрани се од него и заобиколи го. Ова важи за се ова што го зборував до сега. Значи, немој да се прилагодуваш на неосвестеноста, туку ти подигни ја свеста. Затоа што тие не заспиваат ако не направат зло и сон не ги фаќа ако не доведат некого до пат. Зашто тие јадат леп од беззаконие и пијат вино од грабеж. Патеката на праведните е како болскава светлина, која свети се повеќе и повеќе, дури не настане ден. А патот на беззакониците е како темнина, тие не знаат од што ќе се сопнат. Гледате, бидејќи ги влече злото, тие не знаат што прават, буквално не знаат што прават и паѓаат од грев во грев. Така и со мојата ситуација што ви ја кажав, со моите така наречени сестри, од кои што после се што ми направија, дури истава една сестра која што денеска дојде, така ненајавена со децата, значи, пазете, умеѓу време ме избришала од Инстаграм, без причина некоја, значи, некои налудничави, нереални нешта ми прават и потоа као ништо да не се случува, значи некоја лицемерие владе, чудно лицемерие во оваа држава, дури мене никогаш не ми било јасно како може тоа луѓето да го прават и као после, значи те бришам од Инстаграм и после као ништо не се случило, па ајде сега сме во добри односи, па ајде сега не, па ајде сега утре ќе те стрпаме во психијатриска болница, па ќе се правиме како ништо. Мислам, тоа е стварно налудничаво и кога ќе видите реалноста, дека луѓе од 30-40 години вака функционираат и тоа е голем број на луѓе, ќе сватите патологијата на целото општество. Ама нека не ве бутне тоа. Нека не ве бутне. Што треба сега јас да патам заради нив? Па нема, јас си велам денес, подобро ова ќе го споделам, ќе си го извадам јас бесот од мене, ќе си извадам маката, ама ќе помогне на некој друг. Значи се борам со таа темнина. За луѓето да ги оснажнам, да останат стабилни, духовно силни, да не паднат во таа темнина, затоа што ќе ве јаде, верувајте ми, ќе ве искушува, ќе ве напаѓа, ќе ве јаде. И мораш да останеш силен, храбар. Јас тоа велам денеска, ма што сака нека биде, има да газам во животот, да одам напред. Бог е со мене, имам сила, имам сите ресурси, мудра сум, знам како да проценам каде треба, каде не треба, има да газам напред. Ќе ми искушува еднаш, 2 пати, 3 пати, окей, ќе успее. Ќе отидам на водно недела, ќе соберам нова енергија, пак имам нова креативност, нова инспирација за творење, пак ќе одам напред. И кој победува тука? Ако паднам ја во злото, ќе победам, апсолутно не. Победувам ако се држам за светлината. Така и вие. Ете, доста од мене, се надевам дека малку беше ова брза, не беше планирано овој подкаст, спонтан беше, ама мислам дека овие најспонтани и најуспешни се и највеќе креативно течат од секојдневна моментална инспирација. Јас ви благодарам, а ние се гледаме во следен подкаст, а најверојатно и следно видео, бидејќи планирам во брзо време, штом книгава ја испечатам, одма правам и видео за вас. Поздрав и секое добро!